во 2001 година и таму добие така еден голем број на компрометирачки материјали и денеска со невидна леснотија ги контролира луѓето и ги држи така во една зависност. Додовме 98-ма, сега се постава прашање дали имало некој џентлменски договор меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, ти немој мене ме закачаш, ја нема тебе да те закачам и така натаму. Зошто не беа ставени таму кај што им е местото, однесени, да речам, сите криминалци, ви ги спомнавте? Тоа е една плејада на луѓе. Па видете сега, тука многу се шпекулира во јавноста. Дали војната во Косово беше причина? Да. Ќе се надоврзам и на војната. Тука многу се шпекулира сега со тој дали постои џентлменски договор и да не постои тој договор, него тоа нешто како молчеш кум да лебди во воздухот, бидејќи сега видете ги сите овие ситуации, да кажеме, Бранко Црвенковски кога се врати на власт во 2002 година, така една од првите изјави му беше дека ќе го гони и поранешниот премиер Георгиевски. Демек имало големи криминали во ОКТА, па видовме дека за 4 години не произлезе ништо. И сега од тие некои така, од таа некоја фактографија, луѓето влечат некои заклучоци во јавноста дека сепак постои, да кажеме, некој премолчен договор, вредните луѓе да не се така закачат меѓу себе. Јас се сеќавам, да кажеме, 2001 година беше така за време на војната, мислам ќе се надоврзиме покасно, кога дојдовме до тие некои сознанија во службата дека Бранко Црвенковски уште за време на војната е на директна врска со Али Ахмети и ги планираат активностите. Кога тоа? 2001 година. Јас тогаш така му предложив на Љубе Бошковски, се сеќавам, први беше заменик директор во ДБК, кога дојдовме тие сознанија, така му предложив, викам, сето зло за оваа држава е ако одман да работиме да го апсиме Бранко Црвенковски. И човекот така првично малку дали не сериозно го свати тоа или го, да кажеме, не му беше поимливо тој и така изреагира некоја реакција дури малку и заплашено, и јас од тука гледам дека можеби што викате вие, сепак постојат некои тие премолчени договори, вредните луѓе да не се чепкаат во државата. Контроверзна коалиција, што често пати се спомна, никој не дава конечен епилог. Имаше ли тајни средби меѓу Ахмети и Црвенковски пред војната или за време на војната? Видете сега, јас тие некои сознанија со кои располагам на основа на тие некои мои истражувања, јас сум веќе стекнам некој впечаток дека војната сепак беше наместена во 2001 година, се заради соборување на тогашната власт, и тоа можам да го елаборирам, да кажеме, со неколку конкретни податоци. Вие сега, како што кажав, баш за време на војната 2001 година, некаде во периодот од март до мај, во Гостивар, во еден стан во собственост на контраразузнавачкиот центар на Министерството за одбрана, интензивни средби одржуваат два тима, на СДСМ и на ДУИ. Од страната на СДСМ во тимот се Миле Зечевич, доскорешен директор во управата за безбедност и контраразузнавање, Верушевски и Лаза Китановски, актуелниот пратеник, додека од страната на ДУИ тимот го сочинуваат Острени и поранешниот заменик министер за одбрана во владата на ДУИ, мислам дека беше Џафери Талал, и одржуваат интензивни контакти. Кога се формира владата на национално единство, сеќавате Бучковски беше министер за одбрана во таа широка коалиција, пак во тоа време шеф на кабинет ќе му биде исто така Миле Зечевич, што го спомнав пред малку, и тука исто така ќе се воспостави една врска помеѓу раководството на ОНА и Министерството на за одбрана, така што линкот ќе биде преку Маријан Ѓуровски. Тоа е една верна сенка на Бучковски, како ваш колега така од новинарството, кој што кај што оди Бучковски и он со него, додека беше министер за одбрана во неговиот кабинет, па во владата во неговиот кабинет, ја држа таа врска. И од тука јас така влечам некои заклучоци дека сепак се случија чудни работи, за жал, на нашите македонски граѓани, и дури сега веќе некои така размислувања влечат во таа насока што основно се поставува верувањето дека можно е сите тие акции, да кажеме, што ги презема нашите безбедносни сили однапред да ги знаеле припадниците на ДУИ, односно тогашната ОНА во Македонија, и видејќи сите сеќавате, сите тие наши војници што загинаа за време на војната, загинаа од топовски гранати на тогашната ОНА, и значи фактички тие паравојни терористички организации однапред го знаеле движењето на армијата. Па сега се поставува прашањето од каде? Значи го знаеле целото движење на македонските безбедносни сили и навремено поставувале заседи. Инаку таа војна така
кој што до ден денеска гледам сите избегнуваат да ја кажат вистинската причина. Не, јас ќе замолам, ние ќе имаме една специјална емисија, бидејќи гледам хрватите, дали е доцна да се говори за татковинската војна, одека никој нема сенс да се говори за тоа што ни се случило. Но да се вратиме. Имаше ли криминал 98-2002? Можам да кажам и со сигурност да потврдам дека 98 година, кога се формира новата влада, се створи една таква еуфорија налик на сегашната. Лјупчо Георгиевски јасно кажа сега ќе се расчисти со криминалот во државата кој што во до тогашните 7-8 години, без разлика што се знаеше, тогашните министри за внатрешни, најпрви Фрчковски, па Чокрески, сите тие богати сознанија врз кои што основа може да се водат судски постапки беа во фиоки. И сега кога дојде Лјупчо Георгиевски, јас се сеќавам така на една потесен круг на луѓе на таа средба. Отприлика сега дури ќе го цитирам колку се сеќавам, кажа отприлика вака: браќа, сега се тргнува да се расчисти со криминалот. На народот му се вети во изборната програма дека ќе се направи комплетна ревизија. И во тој момент мислам работите тргна во добра насока. Концепцијата беше првин да се тргне со расветлување на криминалните активности на тоа средно ниво на бизнесмени, па да се допре до тие највисоките популарно наречени олигарци. И 99 година во периодот се сеќава јавноста, во периодот од некаде 3 месеци од мај до кај август таму се предвидува околу 40 на директори. И до тој момент се одеше убаво, но тогаш се створи една паника кај тој таен центар на Црвенковски, бидејќи се знаеше ако се продолжи се допре до највисоките структури во власта. И тога се ангажира цела таа машинерија во тој таен центар, судството преку Ленче Софрониевска и преку еден член на Републички судски совет, мислам дека се викаше Велковски, кога почна, па однатре во владата диверзијата ја правеше едно крило, едно екстремно крило на СДСМ која се нарекуваше Демократска алтернатива. Тоа за мене не беше партија, тоа беше едно крило на СДСМ кој што требаше да изигра една своја улога во тој период. Значи диверзијата на треба правеше Владо Камбовски, па во делот на новинарството еден ваш новинар, сега не би сакал да му го спомнувам името, кој што во тоа време беше на нивна страна, условно сега кажано. Кажете ме, молам, сега е со новата коалиција, со новата коалиција и најстраствен поддржувач на новата коалиција. Тој новинар па ја имаше задачата да оди во Белград и да копа по сојузните архиви на УДБА, да наоѓа компрометирачки материјали за Љубе Бошковски, и откога не му најдоа ништо, тогаш ја лансира таа позната измислица дека е сладкар, дека нестручен, ваков, таков, што нема врска со вистината. И значи сите тие акции добро се водеа, но на крај не се процесуира ни една. А јас тврдам дека сите беа законски изведени согласно правилата и прописите кои што важеа во тоа време со уредни судски налози и со сите тие други пропратни работи. И за жал се блокира таа ситуација и сега тука во целата таа гужва не е тајна дека одредени луѓе повеќе околу Лјупчо Георгиевски него самиот Лјупчо Георгиевски преку рекетирање на сите тие директори направија некои така големи богатства и за жал сега тие луѓе денеска сите слободно шетаат во Скопје, а како што е така обичај и правило, невините го носят најголемиот товар од типот на Ламбе Арнудов и Војо Михајловски, кои што ни криви не должни, скажено народски, скапаа по притвори. Јас одговорно можам да тврдам за нив двајцата дека немаат ниту еден денар корупција направено, туку многу повеќе други луѓе кои денеска слободно се шетат, така кажано народски, си го однесуваат товарот. Значи таа првична фаза добро одеше и се падна во вода кога беше поставена една заседа да се апси Смиленски. Се сеќавам сега тоа едно село во Источна Македонија се викаше Кадрифаково. Таму беше поставена таа заседа и во тој момент, во последен момент стига наредба да се пушти Смиленски, кој што во тој момент одеше во Свети Николе да отвара, да сече лента на една негова заетинара таму. Која година? 99-та. На една негова заетинара таму во Свети Николе. И во тој момент тоа беше еден вистински шок за сите тие оперативци кои што ги тераат тие акти 40 на дена. И од тогаш фактички се падна во вода. Сега мислам не е просторот тука да образложам целата таа методологија како тајниот центар на Црвенковски ги струши сите тие акции. Може ли најтаксативно? Сите тие акции во тоа време. Само ќе ме молам. Не сакам да ги амнестирате некои, пошто под имињата ги спомнувате на и председател на државата, сакам да ве замолам сите да ги спомнувате со име и презиме. Оти не е фер. Некога се знаат повеќе или помалку, тоа не е спорно веќе. Не е фер према луѓето што ги спомнувате, ги спомнуваме емисијата, а другите да бидат амнестирани. Инаку ВМРО ДПМН може така во однос на криминалот во тие 4 години тука да кажеме некои нејзини членови, да кажеме направија едни криминални работи или така стекна некои профити најповеќе преку таа фамозната Македонија Табак. На Данчо Шутурков, легендарниот покојниот сега Данчо Шутурков.
тука испра една количина на пари, да кажеме, и тоа преку тие механизми на дотирање на фирми. Вие донесовте некои материјали тука, мислам некои податоци. Таа Македонија Табак првин беше Македонија Табак, после се пререгистрира Македонија Табак Тутун, па Македонија Табак Тутун Дойл. Како се пререгистрира нови фирми, се пренесуваше капитал на Македонија Табак, кој во тоа време вреди 20 милиони, не е мала сума, околу 20 милиони марки. Тука некаде некои структури во ВМРО не ги направија сите тие. Може само да ве замолам ке Смиленски да дадете на еден приказ, а ќе се вратиме на тутунската мафија. Па Смиленски, како што спомнав, тајните центри на Црвенковски, што реков. Со него требаше фактички да почне тоа второ ниво на расчистување со олигархијата, да се допре до олигархијата. Бидејќи Смиленски сега е актуелен деновиве, он е измислица на тајните служби и на структурите политички во Македонија од 90-та година. Кирил Григоров Бранко Црвенковски од тоа време. Али че Смиленски е познат уште тоа време. Па тоа е нивен човек, они го измислија и му го задолжија уште од 91 година, да кажеме, он е така мудро игра, им дава сектори кои каде да прави рашум по државата. На Смиленски му го дадоа ресорот да ги присвојува земјоделските фирми по Македонија уште од тоа време, но човекот после кога настана промена на власт, очигледно така има сенс да плива добро во сите политички гарнитури, после успе да му се прилепи на Лјупчо Георгиевски по промената на власта. Бил дарежлив многу? Па сега сигурно не било тоа некое искрено пријателство во тоа време, познавајќи го карактерот на тие луѓе. Обично не само Смиленски, сите тие бизнисмени се такви. Еве сега денови гледам и од овие олигарци веќе некои така дават некои изјави така двосмислени, кои што индиректно удират и на Црвенковски. Значи се додворуваат и на новата власт. И тука не треба ништо да го чуди народот. Сите тие... Може ли тајната само да не кажете за тој систем? Ја заголицавте јавноста, претпоставам и мене тука. Па, видете се, тоа, јас како што кажа Црвенковски во овие 15 на години брилјантно контролира се од државата. Тој успева така преку тој центар, да кажеме, еве од 98 до 2002 година ВМРО ДПМН номинално на власт, Црвенковски преку своји инсталации комплетно ја контролира службата за државна безбедност. Фактички во тоа време многу повеќе информации добива опозицијскиот СДСМ. Тој таен центар, отколку да кажеме што има Љубе Бошковски како заменик директор и после стана и министер, или Павле Тријанов кога беше министер за внатрешни работи. Значи многу повеќе информации добива тој центар. Така е поставена таа паралелно МВР, сакам да кажам. Паралелно таа агентура. Јас излегов со некои изјави во јавноста во предизборието, се залагав за едни порадикални реформи, дури се залагав да го направиме нешто како што беше во 90-та година во некои посткомунистички земји, да ја укинеме таа служба и да почне одново. Со млади, да кажеме, кадри неискомпрометирани, да се заврши соодветна обука и јасно да им се каже дека кој сака да си гради кариера во службата за државна безбедност, да не го интересира политика и подалеку од партиските седишта. Но за жал сега не се оди на тие така порадикални. Господин Андов, има закон за лустрација, стоп на кодошите, да не реша смрт на кодошите, да не ги обелодени кои се кодоши во Македонија. Одиме понатаму, значи за Смиленски толку, така? Па Смиленски сега се беше само почетокот, како беа тие акции стопирани, да кажеме, закочени во прв момент кога требаше да се удри на тоа највисоко ниво, бидејќи во тоа време ако се тргнеше со Смиленски, ќе беа допрени тие десетина луѓе се што се вртат во јавноста, што не треба да ги набројувам посебно, што тие транзициони гангстери што на јавноста милува да ги нарекува олигарци, тајкуни, во таа смисла. Тоа се така за мене биле и остануваат најобични транзитски битанги и гангстери кои што си го поделија целото богатство македонско, на десетина луѓе, едно богатство кој што од 45-та година со таков ентузијазм го правеле наши татковци, дедовци, прадедовци луѓето. И сега дојде тој систем криминален што се воспостави 91 година, што им даде на 10 луѓе да се го поделат меѓу себе тоа национално богатство. Али сега да видиме, сега почетните најави на новата влада кажуваат дека ќе се води решителна борба и битка со криминалот, па да видиме до кај ќе се допре. Малку за тутинската мафија. Некои написи во весниците, што можам еве така деновија да ги прочитам, ми дадо за право да ве прашам и вас, дали со притварањето, наречам, на првиот човек на тутунскиот комбинат во Прилеп, малку повеќе се дојде до вистинската цел, односно до главата на октоподот, па зема веднаш црвените телефони да профункционираат, па по некакви организирани ручкови во млинови, воденици и така натаму, немојте молам да го апсиш, ослободи го и така натаму. Видете, јас како човек кој што така добар дел од својот живот има работено во органите на прогонот, можам да кажам дека нашите
припадници на органите на прогон се една, условно кажано, во една таква комотна и добра ситуација, што не им треба никакво дополнително знаење, умешност или способност за да дојдат до некои ексклузивни податоци. Во оваа држава така се постави на работите што луѓето сами трчаат и носат документи, сами се нудат од тие фирми кај што се направени тие големи криминали. Значи не ви треба некоја посебна активност за да допрете до некои ексклузивни сознанија. Вие во сега денеска во која фирма да влезете, таму имате дали синдикати, некои дали работници кои што се искрено загрижени за состојбата во фирмата, сами ќе ви дадат еден куп документи со материјали кај што се направи големи криминали. Значи тука поентата во оваа држава е само да се има храброст и волја да се влезе во таа решителна борба со криминалот. Се знае. Дури денеска вие еве пред 2 дена видите сега таа како да ја нарече човек, не знае тоа трагедија или условно да го каже човек кога претворените директори во тутунски комбинат во Прилеп. Значи не ви требаат некои дополнителни знаења, самите луѓето се излегоа, ево овој Мицајков, мислам дека се викаше го апсија после ден, сам ти каже не бев, јас крадеше Богдан па вика крадеше, значи сами си ја кажуваат чемата. Дали можете нешто вака пикантно и ексклузивно да ни пренесете од таа тутунска мафија како се одива работите? Па видите, таа тутунска мафија, јас тука имам некои дали може не сум љубител така на. Дозволите малце вака поавтентично да приложиме? Не, тоа се едни така двојни фактури, правени еве пишување на рака кај што се книжени. Може ли само тоа да прикажем? Ако може се зумира. Ако може да се види. Еве, ако може дека што значи и како значи да се води книголовствено работење. Ова јас не сум да кажеме, немам познавање од кон оваа камера ако може, кон оваа единицата. Се нашиот камерман ќе успее да го зумира. Рекоме дека не говориме од памет. Јас не сум некој познавач на состојбите од економската област, ама ова што го гледам тука секој ќе ви каже, секој ќе ви каже дека фактури водени на рака. Овие се тие тука преку овие фактури. Тоа се милионски суми кои што се може да ги види камерата. Значи поентата ми беше обичен лаик, секој човек ќе ви каже дека книговодство не се води на ваков начин, али сега што е поинтересно во овие харти што ги има држан во разга, да видите какви суми се вртат, боли глава. Немам кажете. Па милионски суми. Кај што уште да кажеме на времето стои забелешка тука дека парите еве тоа 99-та година најпрви тука одат преку Шутурков, покојниот Шутурков кој што сите знаеме кој бил и што бил. И сега овие суми тука можеш да видите еве суми 2 милиони долари, милиони и пол долари, 204.000, 6 милиони 480, 20 милиони 520. Мислам суми од кои што боли глава преку некои фирми да кажеме еве Истерн, Каиро, Ексклузив Загреб, Трейдинг Лимит Даблин, Табак Унгарија, Трейдинг Ирска, па нашите тутунски комбинати Југо Тутун, Крушево, Куманово. Можете да ги прикажете, да ги насочите повторно кај камерата, бе Па може не е проблем. Сето колку е разбирал, бидејќи со рака си пишувани овие. Еве нашиот снимател тоа ќе го регистрира. Со рака Даблин, Загреб, Унгарија тоа Табак, така? Па така беше, да. Табак Унгарија. Така. Па еве тутунските комбинати Прилеп. Ајде, може Прилеп. Куманово. Па е тука ќе се вода тоа ако може. Беше, можеме сега уште овој кадар, малце. Еве сега бидејќи актуелен е Прилеп. 7 милиона 3 јас сум. Па има тука тие 367.400 големи суми се да кажеме 2 милиони, 4 милиони. Која година е тоа? 20 милиони. Овие дати што стојат некои тука. Има ли нешто поново време? Па поново е ова е за време и на двете власти кажано условно, и до 98 и од 98 до 2002. Така овие фактури некои. Значи се враќаме на темата за околу криминалот. Ово изминатите 4 години имавме ли криминал? Можете да завршите околу таа средба што рековте малку демистифицирана околу Ахмет и Црвенковски, дали имаме тука криминални дејанија, финансиски, перење пари и така натаму? Па видете се, целата таа галама што ја дугна Дуи со формирањето на новата влада, фактички не беше повеќе за таа желба да се одржат тие некои функции, да кажеме државни, него повеќе беше да се амнестираат криминалните структури во Дуи, бидејќи факт е дека сега еве ДПА најавува дека
така срамежливо почнал да најавува дека баш во тоа време, во тие 4 години, и на страната на ДУИ, во тој условно кажано албански дел, се вршеле страшни работи, од убиства па до големи криминални работи. И фактички тука беше мотивот на ДУИ по секоја цена да биде дел од новата влада, бидејќи познато е дека кога сте дел од владата, ви се нуди една заштита, една гаранција и едни привилегии, несметано да си ги вршите работи што си ги вршите до тогаш. И сега што се однесува во тој период до тие 4 години, па еве народот, да кажеме, се сеќава тие најсвежи афери кои што се отворија баш во тие 4 години, како да кажеме, еве тој фамозниот овчар од камењање со тие 730.000 евра кои што беа, и гледаме уште... Дали само таа афера го сам бачив? Јас се сеќам, имаше набавка на гориво за време на Ирачката војна, преку, не знам, без тендер, без ништо, па после нафтата била наводно исто како во Прилеп, дупнати беа цистерните, па пријателите браќата од Липково ја собра, ја продава кај што најдоа. Видете, тука се е познато, јасно. Имаме многу, имаме Миле Драгич, се држат доста пресконференции денеска, гледам никој не ги спомнува, не ги процесуира. Видете вака се, тука околу нафтата што беше во тоа време, има и ревизорски извештај кој што јасно кажа дека се направени злоупотреби и дека Мак Петрол има направено страшен профит од таа сделка кој што беше поддржана закрила. И сега тука, значи како што кажав, се знае, сега прашање на време дали тоа ќе се расветли и ќе се процесуира. Инаку државниот извештај тогаш јасно кажа дека е направен криминал и дека Мак Петрол, сега колку се сеќавам, направи таму некоја добивка од 20 милиони колку се збореше од таа нафта за време на ирачката криза, која што се покажа после дека била непотребна, али му се даде ексклузивно на Мак Петрол. Исто така долго се експлоатираше ова настанот со Миле Драгич, тој познат на јавноста српски дилер на оружја. Тој се е во притвор, се уште мислам дека во Србија. Така, во Србија. Многу се спекулираше, да кажеме, тука спекулацијата оде до тоа што и сите тие индикации одеа за поврзаност на Владо Бучковски со, како тогаш е министар за одбрана, со сите тие структури. И сега за мене едно пријатно изненадување во негативна конотација, што еве вечерва слушам дека човекот наместо сега да стрепи за својата безбедност, слушам вечерва бил номиниран за кандидат за амбасадор во Дена е шпекулација случајно во Брисел. Па сега тоа беше пренесено на дневните медиуми вечерва. Колку е сега точно ќе видиме. Повторно парадокс. Тие што грешат се унапредуваат, тие што не грешат се казнуваат. Па видете сега, Владо Бучковски има тука многу работа да каже, освен Милен Драгич, да кажеме, сега уште во јавност тоа се прикрива, да кажеме, он има значајна улога и во случајот актуелен сега Бачило, што е со Имате ли нешто за Бачило? Сега вечерва можам да кажам на јавноста дека јас, политичката партија на која припаѓам, Народно движење за Македонија, први поднесовме до Државната комисија за спречување на корупција, ако може да ја уште на може да зум поголем да се направи на 15.6.2006 година, значи тоа е пред изборите, кога беше актуализиран овој случај, поднесовме една представка која насловивме сознание за коруптивно однесување на лицето Владо Бучковски во врска со случајот Бачило. И сега тука во оваа представка ние фактички го даваме сето она што деновиве се врти во јавноста. И имавте информацијата тогаш? Па се е тука кажано, тоа значи што е интересно 6 месец. Значи пред изборите. Пред изборите. И сега имавме некој така кажано премолчен договор со Државната комисија да го не го експлоатираме тоа ние во јавноста, него па да ја оставиме членовите на комисијата да си ја завршат својата работа. Но сега гледаме сепак сега ние не сме до таа мера да кажеме да се осеќаме нешто суетни или повредени, дај Боже работа да се стуркат. Еве сега да кажеме одат во добра насока. Почнува да се расветлува случајот. Имавте имињата се? Да, тука се е наведено. Е сега од сето ова што се кажува во јавноста, ние тоа сите тие сознанија ги имавме од значи пред 5-6 месеци и сега тука што е поинтересно, само не се кажува сознанијата сега што ги имаме тука за Бучковски. Тога се премолчува. Па за Бучковски тука можеме да кажеме дека прво што кажа Бучковски за овој случај, еве ќе го цитирам, кажа вака: овој случај мириса на организиран криминал уште од почеток. Јас не знаев за тоа, се сомневам дека спрегата е меѓу судското, правобранителството и посредниците. Е сега посредници тука се веќе познато е на јавноста. Овој нотарот Никола Стојменовиќ, поранешната директорка на катастарот Емилија Алексова, нејзиниот сопруг, па овчарот, сите тие, да кажеме. Имате ли нешто поопипливо? Па сега тука е интересно што Владо Бучковски каже не знае ништо, не ги познава посредниците, а ние тука даваме податоци дека Владо Бучковски со нотарот Никола Стојменовиќ е многу добар пријател. Ланската година, нова година чекаат заедно
на Крушево. Сега вие да кажем со семејството, ако чекате нова година, тоа се посебни празници и чекате со најблиските. Значи не само што ги познава он тие луѓе, него е многу близок со нив. Емилија Алексова многу добро знае, исто мој од школските денови пријателка и култни пријатели. Потоа тука кажуваме за сите тие работи, да кажеме, ја документираме средбата во ресторанот 14 во Тафталиџе. Овој ресторант е во собственост на Трајче Давидковски од Скопски пазар, каде што интензивно се дружат и се прави шемата за овој случај за бачило. Потоа кажуваме мощно индикативно е што веднаш по исплатата на овие пари, да кажеме, братот на Бучковски, кој што работи во Македонски пошти, а сите знаеме колкави се платите во тие јавни институции, во местноста Брезница на атрактивната брана на езерото Козјак, во атарот на општинска Македонски Брод, гради хациенда, да кажеме после тоа време. И сега што е најинтересниот момент, Владо Бучковски гледаме дава изјави во јавноста, кажува дека не знаел ништо за случајот, дека парите биле исплатени по автоматизам врз основа на правосилна судска пресуда. Тоа воопшто не е точно. Ние дојдовме до еден интересен документ, ако може да го фати камерата. Ова е првпат објавено. Да, така да може да го види јавноста. Тоа е едно генерално полномошно што поблиску уште едно звучи. Тоа е генерално полномошно што го дава Зоја Лега Становевска, доле стои нејзин потпис и печат. Поранешната јавна правобранителка, значи Зоја Лега Становевска, она дава генерално полномошно на 9 правници од Министерството за одбрана да го застапуваат случајот во судот. Може да ги кажете? Па тоа се сега века сега дипломирани правници од Министерството за одбрана: Марина Стојковска, Гоце Спасов, Валентина Марковиќ, Игор Кузевски, Томас Златановски, Марина Николовска, Владанка Кухар, Љубица Поталевска, Лазо Петревски, сите дипломирани правници со положен правосуден испит. И сега што е интересно, од овие 9 правници нема никој да се појави на судското рочиште. Значи некој им дал забрана да се јават во судот, а познато е дека во министерството владе таква хиерархија, врховен старешина е министерот, а министер во тоа време е Владо Бучковски. Значи сега индикациите влечат на страна дека фактички он не ги пуштил на процесот. Доколку овие луѓе биле на судскиот процес, значи ќе били странка во постапката и ќе ги штитиле Која е датата? И ќе ги штитиле интересите на па некаде 99 година, 2006 месец. И сега што е поинтересно, Да не е грешка. Што е поинтересно? Не, ова е генерално полномошно. Генерално полномошно да може значи не само за случајот бачило, тоа општо генерално полномошно за имотно-правни спорови на Министерството за одбрана. Да може да ги застапуваат. Така, сега ово е неспорно дека имотно-правен спор. Значи правниците не се појавуваат. Не се појавуваат, некој ги спречува. Сега без разлика што не се појавуваат правниците, Зоја Лега Становевска како адвокат на државата, кој што е во судската постапка, кога добива судска пресуда, веќе наредниот ден примерок од истата му доставува на органот државен кој што го застапува. Во овој случај Министерството за одбрана, значи вториот ден ја добило пресудата. И сега се поставува прашање, ако Владо Бучковски ја имал како министер Сабајле на своето биро пресудата, во која стои дека 730.000 евра треба да се исплатат, зошто не им дал итен налог на своите правници да напишат жалба? Да оспорат, да нападнат и така натаму. Бидејќи сега да кажеме министерот Сабајле кога оди во својот кабинет има еден куп документи, но ова е покарактеристичен, секој ден нема пресуди со 730.000 евра. Да кажеме на своето биро. И нему е подметнато случајно? Да речеме сега, тоа ми е подметнато. Не, тој не можел да не знае, бидејќи целата комуникација во тоа време негова, главни за комуникацијата, за писмената кореспонденција му се Миле Зечевиќ и Маријан Гировски во неговиот кабинет, преку кој оди целата таа комуникација. И тука е дури па ако не знаел, уште полошо. Тогаш значи го изманипулира неговите најблиски соработници. Али тоа морал он да го знае. И во таков случај сега интересно е, значи он лаже, да се изразам така погрубо, лаже во јавноста кога кажува дека не знаел за случајот. Он добро знаел кои се луѓето, добро знаел шемата, добро знаел стратегијата на целиот овој настан, не презел ништо. И тука сега и дури сега колку што гледам, ако се повеќе овие точни шпекулации, ако замине во Брисел, фактички значи во оваа држава се вредностите скроз изменети. Каде што ние ќе ослушаме гласот на народот што мисли после се тоа. Одиме со реклами и се враќаме. Почитувани, ги очекувам вашите јавувања. Ве молам што пократки директни прашања. Еве ретка можност имавте да слушнете информација од прва рака. Со реклами одиме се.